Драги мои, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Моја емисија оди веќе преку 10 години, 13, не знам веќе, и нераскинлив дел од неа беше Ванче Стојчев, еден од најголемите и најзначајни историчари во постоењето на Република Македонија. Човекот кој ја напиша воената историја на Македонија, двотомно издание и на англиски и на македонски. Имаше неколку гостувања овде кај мене и лично да ви кажам со неговиот не само професионализам, туку и човечност и добродушност го чувствував многу близок. За жал, Ванче Стојчев не е повеќе помеѓу нас и едно од оние работи што мене многу тешко ми падна е што со него скоро секој интервју кое го имавме, говоревме, еден дел одвојувавме и за неговото тогаш идно дело, а тоа е Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија од 1913 година. Дело на кое он работеше многу долго. Пред да почине, веќе беше ова дело и оваа книга готова. За среќа не ја работеше сам, ја работеше со неговиот син Александар Стојчев, кој прилично се намачи после смртта на сопствениот татко и покрај сите искушенија животот што ги носи и да го доврши ова дело. Бог да ги прости и твоите родители, скоро ти почина и мајка ти, навистина те наоѓам во еден непријатен момент, но значаен за науката и историјата. Александар Стојчев, синот на Ванче Стојчев. Добре дојдовте. Добро ве најдов, господине Јанко. Ви благодарам на зборовите што ги искажавте на почетокот на емисијата. Навистина професорот Ванче Стојчев односно последното телевизиско интервју го има дадено кај вас во емисија. Ја спомнавте и неговата сопруга, мојата мајка, во сите изданија што ги работеше професорот Ванче Стојчев. Неодминлива беше техничката поддршка, покрај оние други поддршки што ги дава животен партнер, но сите дела, па и ова дело што е излезено, последно капитално дело на професорот Ванче Стојчев е вградена макотрпна работа и на неговата сопруга Зорица, односно мојата мајка. Александар, пред да почнеме професионално, стручно за ова, знаеш, никогаш немав прилика приватно да се сретнам со Ванче, да го запознам. Каков човек беше? Ме интересира. Тој беше многу непосреден човек, народен човек. Многу сакаше да зборува со луѓе за историски теми. Јас како негово дете, еве и пред вашата почитувана публика која сестра ја поздравувам и многу ми е драго што вечерва сум поканет да бидам со вас тука. Тој едноставно целиот работен век, целиот животен век го посвети на науката. Јас како негово дете немавме многу време за другарување, за одење на одмори, за некакви можеби вообичаени работи кои што се случуваат во семејство. Тој едноставно од почетокот на својата работна кариера, работен век, во едни тешки, сложени услови, во тогашна заедничка држава, федерација, како припадник на националност која што не беше меѓу најомилените и фаворизираните, во тогашните армиски структури се соочи со сериозни предизвици и се зафати со една работа, односно истражување на воената историја на македонскиот народ и од буквално од чизма, од трупа во услови речиси невозможни за занимавање со наука, тој успеа од подофицерски чин да заврши факултет, да магистрира на тема на националностите и положената на македонската националност во Југославија и значи една линија работна патека
дека професионална за докажување на македонската национална посебност, положбата на македонската нација во рамките на Југославија и воопшто за состојбата со македонското малцинство во соседните тогаш држави и денес. Едноставно немавме многу време, зашто искрено жалам, бидејќи многу млади замина и тој... Се чувствувам како да бил цело време на работ, бидејќи овие теми во тогашниот систем беа просто бласфемија, просто едноставно беа табу теми кои не смеа многу да се, човек можеше многу лесно да биде окарактеризиран како националиста и крај да му заврши кариерата. Често пати се случуваше, јас не можам да заборавам, бидејќи ние живеевме на повеќе места како војно лице, тој се движеше, но во времето пред распаѓањето на Југославија, разговорите, инаку од она што ми е останато од него, ми е како од што се вика, кога почнав да се осознавам себе си, е не само љубовта кон науката и историјата, туку како карактеристика неговите лични пријатели и другари кои другарува. Жалам што немавте прилика да се сретнете приватно. Инаку Ванче Стојчев беше и многу голем љубител на народната музика, на народната македонска изворна музика и многу убаво пееше. Така да како една карактеристика на тие моменти приватни е дружба со музички инструменти. Како не седнавме до тогаш, ама пуста работа, и тој со наука и јас со работа да испиеме по една чаша вино. Тоа не можем да го и да му ја запееме и двајцата. Да го заборавам и не насочуваше и мене и сестра ми. Тоа е во едно семејство да се негува љубовта кон тие традиции на народот на кој што му припаѓате преку изворна македонска песна. Значи јас ги знаев како мал песните од Кирил Манчевски, од Никола Бадев, завршив нижо музичко училиште, армоника свирам и сите тие песни знам да ги свирам, не ги пеев, но тој прекрасно пееше и речиси да немаше припадник на тогашна армија кој што ние бевме долго време во Белград, кој што доаѓаше од Македонија, а да не беше посетител и на нашиот дом. Покрај тоа што служел армија во Белград, татко ми се зближуваше со сите македонци што доаѓа и ги водеше дома кај нас на средби, особено беше тој ќе го препознат и го знаат војниците кои што беа одлични изведувачи на музички инструменти, особено со нив сакаше да, меѓу кои беше и Џафер, познатиот музичар наш, да. Така да, како една карактеристика и навистина ми е жал што немавте прилика да го слушнете како пееше, бидејќи навистина тука беше линија некоја со песните на Никола Бадев, со Кирил Манчевски особено. Така да, едноставно, она што го спомнавте вие, не беше лесна работата да се комплетира, односно да се стави делото, животното дело, капиталното дело на професорот Ванче Стојчев во корици. Оваа книга инаку сега е на 800 страници. Првичната верзија беше 1400 страници. Имено тој ја опфати од македонскиот идентитет од антиката до денешно време, но поради некои причини се определивме да веројатно и тој неговото заминување можеби ќе беше уште подебела книгата, но ми останува како втора книга што ќе излезе од тој негов труд, од кој што ги чувам и ракописите, значи автентично се, како што вие спомнавте, буквално повеќе се работени технички детали и додадени се артефакти во форма на факсимили за да се прикаже дека се она што е изведено како анализа од макотрпна, речиси, цел животен век Ванче Стојчев го посвети на истражување на Букурешкиот договор. Јас денес, да ви кажам, се ежам кога ќе најдам, прелистувам документи од 80-тите години, од 90-тите, почетокот. Да, затоа и реков дека ова негово животно дело. Ќе се навратиме на ова. Има еден дел од неговото работење
се сеќам, ова ги спојувате сега овие работи од антиката, но воената историја на Македонија, исто така антиката исто ја има добро. Знам како ги образложуваше формирањето на првите војски на уште од времето од пред Филип, кога идевме со некои тези, дали сме биле богати, сиромашни, едев со теза дека да направиш толкава војска треба многу пари. А он ми воспротивно викаше не, македонците не биле богати, но успевале да создадат со дисциплина надокнаду. И тоа беше многу интересен брейнсторминг, многу работи научив. Но има една работа кога ја напиша он војната историја на Македонија. Он прв пат кога дојде кај мене рече една работа, вели ја не успеав да ја довршам оваа книга. Значи последниот сегмент на војувањето на македонците не е ставен, а тоа е војната во 2001 година. Он за тоа време беше вработен во Министерството за одбрана 2001 година, кога веќе работеше на собирање, прибирање податоци од архивите што се случуваше во Македонија. И што се случи со Ванче Стојчев тогаш? Ненадејно му се заблагодарија за неговите услуги и далеку пред време го пензионира. Ти оставили нешто у аманет татко ти, ја не сакав многу да го провоцирам тогаш, сега ми е многу криво. И затоа сега пак ќе искористам максимално тебе да те испровоцирам. Кажи ми, ти оставили нешто, ти кажали нешто? Видете. Што смееш да ми кажеш? Секако, ние во тие моменти тешки на една свесно скорешно разделување, тој не зборуваше многу, бидејќи чувствуваше потреба дека не кажал се што сака да каже. Не напишал се што. На колку години го пензионира прво? Тој е пензиониран во 2004 година, значи со 53 годишна возраст. Во тоа време навистина беше достигнат стаж за воен персонал во кој што навистина професорот Ванче Стојчев си имаше доста стаж, работеше во трупа, но имаше и можност да остане на работа бидејќи тој беше професорски кадар, наставен кадар на воена академија. Кој што остана да виси дека токму неговото чепкање и пишување и истражување има вознемирено духови, тоа не може, ова е моја шпекулација. Значи не го кажувате вие, го кажувам јас, но ова е, како да кажам, остана недокажано во разговорите со татко ти, да виси во воздух, ни тој не го потврди тоа. Остана да виси во воздух дека он кога тие недовршени негови истражувања во врска со конфликтот во 2001 година, он ненајдено добива покана за пензионирање, благодарница. И останува легитимен сомнеш на мене како новинар да се сомневам дека имало некои сосема други интенции освен оние, нели, да речам институционални за ослободување на вишок персонал. Па видите, тој беше препознатлив по тоа што не можеше да се стави под некакво влијание за да не каже нешто што мисли или да не напише нешто што го истражил какво што бил. Така да дел од работите кои што ги напишал, тој навистина започна да пишува за состојбата за настаните од 2001 година и секако дека во делот кој што јас го наследувам и како негов син во смисла на дел од материјалите кои што се останати во семејството, институционално како наставник, професор, воен историчар, во таа насока се образував и јас, татко ми ме насочуваше во таа насока, секако дека ќе дојде моментот кога ќе треба да се напишат официјално некои работи за тие настани. Ги продолжи ли ти тие истражувања на татко ти за настаните од 2001 година? Па сега во овие години по приоритетите се сконцентрирав на Балканските војни и на Првата светска војна. Инаку тоа е, како да ви кажам, Млаци има време, добро. Млаци има време. Ја имам намера да балдесам прајќи емисија. Ќе те чекам. Официјално дефинитивно е науката треба да го каже својот збор во однос на таа тема. Доста работи се пишувани. Татко ти беше наука, сега и ти исто, од научен аспект. Татко ти беше докажан научник, он не беше
партиски, так, националистичко, не знам од какви. Оне научни, кај него мислата е научна, рационална и со факти. Ја не сум му прочитал едно произволно, ја ги прегледував неговите интервјуа, па он нема една произволна реченица. Он има заклучоци логични и научни. Крај на програмата. Така, дел од тие истражувања во време на самото случување на настаните, тој неколку интервјуа, изјави има дадено кои што се препознатливи, автентични и даваат една јасна хипотеза во однос на настаните како се случувале и што се случувало. Така да секако дека она што ќе остане како една идна работа, задача ќе биде да се посвети внимание и на тие настани од 2001. Шелова да те прашам од тоа. Татко ти успее ли да ги собере сите материјали или ќе треба повторно да се враќаш и да ги чепкаш архивите? Па ќе треба, бидејќи кога се работи за определена тема од областа на војна историја, за да биде и воопшто историските теми, за да биде пообјективно, секогаш треба да ги имате материјалите, односно изворите од двете страни. Се додека не се обезбедат такви материјали, има простор за определено, можеби, негирање на пишувањата на настаните. Секогаш е добро да се имаат извори од двете страни кои што се во конфликт. Во моментов тоа го немаме, така да... Јасно е. Има заинтересирани страни кои и не сакаат во моментов да излезат некои работи, но вистината нема да се спречи, така не поготово од научен аспект. Она што на задната страна, ако ви дозволите за публиката, би го прочитал. Македонците постојано во текот на вековите востануваа и се бореа за независност и слобода и со својата упорна борба го помогнаа ослободувањето на Србија, Грција и Бугарија. Кога по големата ослободителна војна во 1878 година Македонија одново стана во тодогашна своја неволја, таа со уште поголема самопрегорност почна да се бори за својата независност. Воените успеси што сојузниците ги постигнаа во сегашната кампања во значителна мерка се заслуга и на македонските доброволни формации и четнички дружини што ги формира внатрешната организација. Повеќе од 100.000 македонски четници и доброволци се бореа рамо до рамо со сојузничките армии. Цела Македонија беше освоена со огромно учество на македонските вооружени сили. Наместо Македонија прославена од Александар Македонски, осветена од апостол Павле, облагородена од деноста на светите браќа Кирил и Методи, обединета од славниот цар Самуил, бранета од храбриот Добромир Стрес, обесмртена од крали Марко, облеана од крвта на милиони маченици за слобода, наместо Македонија единствена, целокупна, слободна европската дипломатија, а со неја и вие, наши браќа, сојузници и ослободители, не раскинувате на парчиња и ги газите нашите свети идеали. Сетете се дека раскинатата Македонија ќе биде меѓу вас вечно јаболко на раздор. Сетете се дека и во минатите историски времиња гинеле една по друга држави во борбата за Македонија и не го продолжувајте крвавиот синодик на сегашново време. За подолго постоење на Балканскиот сојуз и на добрососедските односи на државите што влегуваат во неговиот состав е неопходно да се отстрани секакво заемно соперништво поради Македонија, за да и се остави автономија на нејзе, за да можат македонците како самостојна и равноправна држава доброволно да влезат во општиот сојуз. Од меморандумот на македонците до владите, до општественото мнение на сојузните балкански држави, издаден на 7 јуни 1913 година, Македонски глас, орган на приврзаниците на независна Македонија. Санкт Петерсбург, 9 јуни 1913 година. Страшен е текстов, ова не сум го знаел. Фантастична работа, одлична. Не случајно го одбравме да го ставиме на корицата, бидејќи во една страна ја прикажува комплетно
позицијата на македонците, на Македонија како сериозен фактор во национално-ослободителни движења на Балканот, значи од грчкото ослободително восстание, првото српско восстание, значи восстанијата кои што се случува на почетокот на 19-тиот век, имаме документи, сведоштва, дел се најповеќе во книгата Воена историја, каде што навистина македонците сесрдно и пружиле рака на своите браќа, балканци, народи од Балканот, помагале, се бореле и во моментот кога по завршувањето на првата Балканска војна станало јасно дека соседите не ја започнале војната за воведување на реформи во Македонија, туку ја започнале за разграбување и поделба на територија на Македонија, тогаш во јуни 1913 година е напишан овој апел и покрај овој апел и уште низа други апели од македонската колонија во Петроград до големите сили, до конкретно овој текст, до балканските влади, односно владите на балканските сојузници кои што војуваа во војната против Османска империја, а после се свртеа насочени едни спрам други за да заграбат што поголем дел од таа територија која што никогаш историски во контекст на случувањата на национални движења, национални случувања не била нивна државна територија. И од тој аспект, како Македонија, како македонци, ова е многу важно бидејќи е во прилог на себе препознавање, собствена национална свест, изразена точно од група македонци, но многу присутна во тоа време, но за жал не прифатена, односно не слушната од структурите кои што тогаш одлучуваа за судбината на Македонија и на македонците. Значи, оваа книга не е само Букурешкиот договор, ова е и околностите под кои се случува Букурешкиот договор. Зошто, дали во оваа книга ние можеме да го најдеме одговорот зошто ни се случи тоа што ни се случи? Апсолутно, оваа книга е одлична основа, одлична база. Не ги има, се разбира, сите одговори, но е еден корпус на документи, на настани, на анализа на тие настани околу македонското прашање, која најболна фаза македонското прашање ја доживува во време на Балканските војни, односно со последица за поделба на Македонија и денационализација и асимилација на македонското население и на македонскиот народ. Линија една во која можеме да ја препознаеме и денешната актуелност во однос на надворешната политика, во однос на евроинтеграција најконкретно, а преку овој договор, Букурешки договор, во оваа книга конкретно, тој представува, тој едноставно е вмрежен во еден систем, еден лавиринт на правни акти, документи, билатерални, мултилатерални, пред 1913 година, по 1913 година, каде што до сега како договор не предизвикувал многу интерес кај соседните држави кои што го подпишале. Дел од денешните држави се наследнички на државите на монархиите што го подпишале, а секако најголем интерес предизвикува кај, би требало да предизвикува и конкретно кај нашата научна јавност, кај македонската научна јавност предизвикува за да се направи обид на читателите, на јавноста, на идните генерации да им се даде една насока, еден одговор на тоа зошто и како Македонија е делена, зошто и како македонците вековен милениумски народ кој што е окарактеризиран на Париската мировна конференција, конкретно американските представници на комисијата која што била вклучена во рамките на конференцијата, наведува во своите извештаи и мемоари после конференцијата, бидејќи Версајската конференција 1919 година е многу тесно поврзана со Букурешката мировна конференција. Ја би ве замолил да направиме сега кратка пауза, а потоа веднаш да го продолжиме разговорот. Би била пауза.
Одиме. Продолжуваме со разговорот со господинот Стојчев, синот на Ванчо Стојчев, кој капиталното дело на својот татко, кој цел живот го помина токму во подготовка на оваа книга и како што и самиот ни изјави во емисијата дека цел живот татко му Ванче Стојчев собираше материјали, работеше токму на ова дело. За жал, не дочека да го види ова дело, но ние сме на некој начин благословени да можеме да го видиме ова навистина изворедно издание и многу значајно за македонската историја, бидејќи е досега најнаучно, најобемно офатено за Букурешкиот договор. Господине Стојчев, ја би ве замолил сега, навистина, бидејќи да се прочита ова 800 страни, рековте дека дури е искратена, редуцирана верзија, ја би ве замолил да ги инспирираме гледачите. Не секој ќе има и можност да ја купи, ова ќе биде, на крај ќе збориме и за тоа, но поради материјална состојба на народот, но ги интересира што има во книгата. Може ли едно предавање вака да ни дадете една слика, да ни раскажете воопшто за книгава, што содржи, што опишува, кои периоди опфаќа, кои детали се вметнати? Јасно. Благодарам. Па вака, книгата вие од задната страна ја го прочитавте текстот, инаку и дизајнот, замислата со карта на Македонија на насловната страница е пожелба на професорот Ванче Стојчев и комплетно ова издание е една од најважните карактеристики што ја прави посебна е за прв пат во светот е објавен целосниот Букурешки договор со сите протоколи со факсимил придружен на еден јазик, односно со превод. Досега е објавуван на француски јазик, само договорот, факсимилите досега воопшто не се објавувани како факсимили. На француски јазик, а дел од преводите во време на 13-та година, 14-та година ги печателе печатници во Србија на српски јазик, Бугарија на бугарски јазик, но не комплетни и не придружени со факсимил. Ние се водевме кон тоа дека читателите, особено за оваа тема, ќе ги интересира да видат, да влезат и тие преку оваа книга во архивите, односно да можат да го видат факсимилот. Факсимил значи фотокопија на оригинален документ кој што се чува во определена архива, каде што не можат да влезат туку така ни истражувачите, а камоли граѓаните кои што не име професија да се занимаваат со историја. И она што е карактеристика покрај овој Букурешки договор се разни договори кои се врзуваат на Букурешки договор, преведени на македонски јазик и дадени во факсимил, кои што се степенувани со строго доверливи документи, кои што јас сум убеден дека денес да се побара да се отиде во архивите на соседните држави, на истражувачите дека нема да им дозволат, односно нема да им ја дадат на увид таа документација, освен ако ние, како што успеа професорот Стојчев да ја собере таа документација, да ја има, и дел од таа документација ја имаме во оваа книга. Значи може да се видат тие факсимили на документи кои што се депонирани во архиви, од кои што дел од нека фати камерата. Дел од степенот, значи, на овозможување за јавност се уште не е тргнат. Значи се уште има работи прилог кои што се со ова дело, имено она што е во рацете на истражувачот, историчарот, нема строги правила, освен ако не е стриктно забрането тој документ да не се објавува, но е практика да се помине еден филтер во институциите пред да се, да речеме, тие документи кои што биле степенувани како државни тајни, како строго доверливи документи од време на, зборуваме за Балканските војни, за да се објават. Сега читателите, бидејќи книгата е, рековме, прв превод, и тоа на македонски јазик, на целиот Букурешки договор со сите протоколи, бидејќи самиот договор е
составен од 10 члена, во кои што 10 члена се повикува на определени протоколи од седниците на кои што се договарале работите, односно во главно е тоа територијална поделба на териториите кои што до тогаш ги владеела Османлинска империја, односно до Лондонскиот мировен договор 30 мај 1913 година. По Лондонскиот мировен договор, под притисок на големите сили, Османлинска империја и балканските сојузнички Србија, кралствата Србија, Грција, Бугарија и Црна Гора седнале на маса во Лондон, подпишале договор со кој што на некој начин согласно состојбата на теренот, а и под притисок на големите сили да се отфрли Османлинска империја, односно Турција, од овие простори, од линија Енос на Егејско море до Мидија во Мала, на Црноморски брег е поставена линија да се повлече Османлинска империја, а територијата, значи во која што најголем дел, централен дел е територија на Македонија, им е оставена на милост и немилост на договарање на балканските сојузнички. И тие, Зошто? Бидејќи војната кога започнала, имено Балканската војна не им одговарала на интересите на големите сили. Тие длабоко биле поделени во два блока, во блокот на Антантата и во блокот на централните сили. Имено две големи сили кои што биле најприсутни и најмногу влијаеле на настаните на Балканот се Австро-Унгарија од блокот на централните сили, односно Тројниот сојуз, и Русија од силите на Антантата. И тие согласно своите интереси планирале да остане статус кво состојбата на Балканот, за да не предизвикува определени конфликти, односно судири, кои што би можеле нив да ги внесат, односно да ги вовлечат во некаков судир, кој што би можел да прерасне во светски рамски судир, што и се случило. Имено настаните на Балканот, македонското прашање, поделбата на Македонија со Букурешкиот мировен договор, во еден од најцитираните дипломатски прирачници на речиси сите сајтови на Министерството за надворешни работи на Грција, Србија, соседните држави, светските сили, се цитира книгата Дипломатски прирачник за Европа и Азија од 1870 година до 1914 година. Амос Херши е еден од авторите, каде што е наведено дека во делот за македонското прашање, дека македонското прашање е една од главните причини за избувнувањето на Првата светска војна. И тоа е така објективно да се каже, бидејќи Првата светска војна започнала фактички на Балканот со нападот на Австро-Унгарија на Србија по атентатот во Сараево, на Гаврило Принцип, именно по неостварените амбиции и желби на Австро-Унгарија да ја проектира својата политика кон Солун, излезна Солун, односно контра руските интереси, и едноставно војна против Османлинска империја на Австро-Унгарија и на Русија не им одговарала. И тие инсистирале по секоја цена да се стави крај на таа војна. Сега, кога во Лондон е подпишан мировен договор помеѓу Турција и балканските сојузнички, тогаш настанала жива една дипломатска офанзива помеѓу големите сили, која од нив, бидејќи никој не очекувал дека Турција толку лесно ќе биде поразена во војната. Тие иако доста биле присутни, да речеме, најмногу германски инспектори ја инструираат османлиската војска, оружје од западните држави, именно не очекувале дека ќе се случи едноставно распад на системот воен, кој што беше под силна бројна состојба голема, но неизвежбана, заморена од состојбите, едноставно далеку од територии каде што е центарот, односно Истанбул, Цариград. Така што едноставно под такви едни околности се случувале работите адхок. Се нуделе определени придобивки на сите овие балкански држави во замена на исполнување на определени интереси, односно политики на големите сили. Па така и ова конференција во Лондон само била примирие до избавување на она што е
една од поголемите, најголемите трагедии во историја на Балканскиот полуостров, а најголема трагедија за македонскиот народ, тоа е таа втора Балканска војна, или во овие дела, документација и литература која што е користена и која што читателите можат да ги прочитаат во овие страници, таа војна се нарекува и како војна за поделба на територија на Македонија. Најобјективна во овие настани е реномираната Карнегиева меѓународна комисија, составена од врвни стручњаци по меѓународно право, кои што личности се вклучени во потпишување и формирање на Хашките конвенции, познати конвенции од предбалканските војни, две конвенции 1899 и 1907 година за уредување на правила за војување на копно и на море, што имено спротивставените страни е дозволено да прават, што не. Државите кои што ги потпишале тие конвенции фактички на некој начин се обврзале да ги почитуваат тие правила кои што биле воспоставени. Значи, тие луѓе кои што ги кроеле Хашките конвенции се членови на оваа комисија која што во 1913 година по Втората Балканска војна доаѓа на теренот во Македонија. Председател е баронот Констант Дестурнел, кој што во 1909 година има добиено Нобелова награда за мир. Значи, една таква екипа под такво раководство доаѓа во Македонија, истражува состојба, утврдува дека се прекршени бројните членови на меѓународните правила на војувањето, и она што е за нас многу интересно и за читателите, посебно за оваа книга и посебно со факсимил го ставивме од извештајот на Карнегиевата комисија, е многу јасно наведување на посебноста на постоењето на македонската нација заедно со другите нации на Балканот. Именно покрај што пишува таму? Да. Значи, еве го, ова е факсимил на англиски како што пишува. Добро. Пишува дека недовербата помеѓу бугарската влада била секогаш присутна према македонското револуционерно движење, односно према македонската револуционерна организација, и дека секогаш Бугарија се плашила дека комитите можат да ја вовлечат во внатрешни и во надворешни немири. 15.000 македонски доброволци кои што може да останат, тоа е за прва Балканска војна, на територија на Македонија блиску до своите домови, тоа го наведува во извештајот, да ги бранат своите села и да ги ослободат, свесно, диригирано беа испратени да војуваат во Тракија, на Одринско војувалиште, Тракиско војувалиште, за да не бидат сведоци на поделбата на Македонија, која што предходно во договорите беше направена, а малку позната во јавноста. Како го рековте овој документ? Извештај на Карнегиевата комисија за... Карнегиева комисија, да. Извештај. И овде е во факсимил. Она што е многу важно, тие кажуваат. Но и самиот збор покажува и нивната констатација заклучува што им затнува уста на сите оние кои се обидуваат да ја негираат македонската нација, дека за посебноста на македонските војници. Апсолутно. Зошто биле тргани на други фронтови за да се објективно, за да може да се подели, за да немаат противник на теренот. Објективно видување, токму така. Неверојатни. И после, покрај овој документ, во дополна на објективно, да речеме неутрално од надвор, меѓународни стручњаци, читателите можат да ги препознаат овие политики на балканските сојузнички, на Србија, на Бугарија, на Грција, каде тие наведуваат, едните се обвинуваат со другите дека македонците ги искористувале и свесно ги ставале во првите борбени редови, ги изнемоштувале, за после кога е завршена војната, кога е потпишан овој срамен Букурешки договор, да не им дозволат да се вратат во своите домови, каде што се опишува дека на македонците им е оставено само од правата само да го дишат воздухот, дури и тоа право не им е оставено. А изрично, значи, е наведено дека македонската нација, еве како што пишува, значи, стравот од вистинското ослободување на македонската нација доведе до нејзино освојување од освојувачите. И сега, покрај овој податок, кога ќе ги видиме документите билатерални, преписка на дипломатите
од Србија, Бугарија, Грција, каде што ги препознаваат македонците. Многу е интересен документот дури од 1906, значи 7 години пред војната, каде што српскиот амбасадор во Софија пишува писмо до председателот на владата и министерот за надворешни работи Никола Пашич, каде што му пренесува дека имал средба со македонскиот револуционер Даме Груев и каде што се обидувал да го убеди Дамета Груева дека сериозно и Србија и овој амбасадорот во Бугарија и Бугарија го земаат во предвид македонскиот фактор, македонците значи ги наведуваат по без било каква додавка или придавка, јасно им е дека македонци постојат, јасно им е дека делат Македонија. Во однос на Македонија, во однос на војната, Балканската војна е започната по одбивањето на ултиматумот на Османлиска империја даден од балканските сојузнички на 26 септември ултиматум дека треба Османлиска империја да ги воведе реформите во европските вилајети, односно во Македонија, согласно Бернскиот договор, ако не ги воведе реформите ќе ја нападнат. Тие ја нападнале, иако претходно Бугарија и Србија подпишале таен договор во кој што си ја поделиле територија на Македонија централно на спорни и на неспорни зони. Ја нападнале и сега тоа останува во тие лавиринти што ги спомнав, правни да се дефинира, но е многу интересен податок кој што малку е познат во јавноста, во договорите, во Берлинскиот договор, кој што е на некој начин алка за овие случувања на истокот, односно на Балканот. Определените граници помеѓу, бидејќи тогаш после руско-османлиска војна се признава независност на Србија, на Црна Гора, на Романија и се определуваат новите граници. Во границите во документите е наведено дека Србија се граничи со Турција, па во заграда е ставено Македонија. Бугарија се граничи со Турција, во заграда е ставено Македонија, што е многу сериозен податок, бидејќи тоа е меѓународен договор кој што ја крои политиката, ги крои состојбите, речиси се до овој Букурешки договор кој што на Балканот ги решава, но Берлинскиот договор е многу присутен и произведувач на кризи. Анексија на Босна и Херцеговина 1908, линија за Балканските војни и светски судир, светска катастрофа, избухнување на Првата светска војна, која што се врти околу овој судир на Балканот. И сега се шпекулира точно, не постојала Македонија како држава, не сме биле држава, но институционално не сме институционално. Во самиот тој податок... Додека они имале кралество, затоа што кај нас се губи тој континуитет од цар Самуил, така. Македонската држава, нели, го губи тој континуитет, кога паѓа под Турција, кога паѓа и Византија, ние го губиме. Немаме државна структура, так. Немаме свој цар, немаме свој... Но самиот податок, да? Господин Јанко, дека, значи, ова е од 21 зборник. Значи, сите овие документи што ги содржи книгата се пишувани во главно во време на Балканските војни и во време на Прва светска војна и после Прва светска војна. Големите сили, односно канцелариите кои што ги продуцирале, значи границата помеѓу Бугарија и Турција стои Македонија. Значи, книгата е од 1921 година. Во тоа време, кога е малку веројатно дека ќе се создаде македонска држава, дека македонскиот народ ќе успее да го анулира на некој начин овој Букурешки договор и ќе создаде држава. Значи малку кој би пишувал во полза на нас македонците. Се сега што е имале интелектуалци, имало движење, но на терен немавме војска. И немавме подршка од големите сили. Немавме подршка. Немавме подршка која што... А војската нели ни е растурена под... Војската буквално беше дистанцирана, буквално расподелена, јадрото да не се обедини и сето тоа во денес сме го живееме проблемот што го имаат со нашето име. Македонија, македонците. Значи, ништо не е случајно. Зашто на некој начин мораме историјата да ја консултираме. Не мора да се занимаваме професионално, но некои работи кои што може да ги даде историјата како поуки, особено во однос на актуелната надворешна политика наша, значи не само од наша страна, туку и луѓето кои што према нас настапуваат,
имаме многу елементи со кои што можеме да ја браниме позицијата во смисла на науката. Бидејќи многу често денес секогаш и била најлесна за политизирање историјата како наука, што не ја девалвира како наука. Си има своји методологии, своји принципи кои што на научно ниво многу јасно даваат определени сознанија кои што можат да се искористат или да не се искористат, но се такви какви што се, односно ги викаме факти. Така е, поинаку може само да се даде некоја друга димензија, но ако е нешто факт, факт е. Значи, во однос на името, па во 1903 година, во април, 7 април, пред Илинденското востание, под притисок на Австро-Унгарија и на Русија, кон османлискиот султан, значи османлискиот султан издава наредба и реде во европските вилаети, односно тоа се Битолскиот, Солунскиот и Скопскиот, односно Косовскиот и Одринскиот, имано во однос на Македонија, во европските вилаети понатаму строго се забранува употреба на локалното име Македонија. Имено бидејќи Австро-Унгарија и Русија не можеле, не сакале да дозволат во било кој контекст да се спомнува името Македонија, односно што би можело да продуцира определена политичка единица на Балканот со тоа име, односно да се создаде Македонија и да се на некој начин смени демографската официјална структура во тоа време, односно да се појават од негде некој народ кој што ќе се вика македонци. А кој што ги има? Кој што ги има во нивните документи. А реално ги има во нивните документи. Само бидејќи емисија нема време сигурно за се да се покаже, но сакам да ви покажам. Сакам да ви покажам една карта. Ако треба и утре вечер ќе продолжиме. Да ви покажам една карта од 1916 година. Значи ова е време. А јас ќе ја покажам. Ова е време после Балканските војни, кога со сите сили и средства балканските држави. Тоа е ова. Така. Балканските држави и големите сили направија тоа злодело што го направија према Македонија и македонците. Во 1915 година со тек на настаните избум на Првата светска војна во Македонија започна формирањето на Македонскиот фронт. Бидејќи мала картата има уште два дела, ќе ве замолам господин Јанко да ја свртите, значи од кај што е легендата. Чекај се, режија. Дајте ја картата првин. Бидејќи подобро се гледа легендата на оваа страна. Оваа значи, легенда. Тоа е картата, ќе ја објаснам, оваа легенда ја има овде. Значи голема. Еве, убава. Знаеш како? Тоа е карта. Кидам ја да се посветам со мојата горна камера, тоа е карта подобра за зумирање. Која што е издадена не е издадена од личност поединец географ. Дај ми ја горната камера. Какви што карти изобилува периодот на Балканските војни, Прва светска војна, имено пропагандите работеле со сите средства да прикажат дека на територија на Македонија не живее македонски народ, дека живеат имено српските географи под раководство на Јован Цвиќ пишувале дека и докажувале научно со нивните елементи дека се обидувале да докажат дека населението не е српско. Од друга страна, под раководство на Васил Крнчов, бугарската канцеларија, истите такви карти кои ќе ги споредите, кои ќе видите територијата, населението се прикажувало како бугарско. Пообјективно прикажување на настаните е оваа карта што ја покажуваме од 1916 година. Имено тоа е карта издадена од Генералштабот на британската армија, која што во 1915 година дошла на теренот во Македонија да војува. Во 1916 година кога е издадена картата, веќе е стационирана со близу 90.000 војници, не само оперативни единици, туку и научни експедиции, научни тимови, кои што во Прва светска војна, која што е карактеристична по позиционо војување, односно нема чести поместувања, се формираат рововски позиции. Имаат време тие научни тимови да одат во теренот кај што е под нивна окупација и да истражуваат. Тие имено тоа и како сериозна сила, Британија е една од водечките сили во тоа време на страна на Антантата, се присутни во егејскиот дел на Македонија и истражуваат и пишуваат, прават карта која што е насловена како етнографска карта на Централна и Југоисточна Европа. Дадени се 20 тоа е таа карта. Дадени се 27 народи кои што војуваат во 1916 година во таа територија. Тоа е овој список овде? Меѓу тие 27 народи, точно, е даден, издвоен е македонскиот народ.
Значи, македонците како посебен народ под бројот 27. Надвор, што е многу интересно, надвор од групата на словенски народи. Значи не е ставен во група, иако е значи различен од србите, хрватите, словенците, дури и бугарите се ставени во словените, македонците како посебен 27, 27 точно така. Македонија. И 27 бројот е ставен во срцето на Македонија, близу до Дојран, до Гевгелија. Значи, објективно прикажува дека во Македонија, на тој простор кај што е британска армија, живеат и ги носат, ги трпат последиците од војната и македонците. Во подкрепа на оваа карта поседуваме и документи, описи фактички на офицери кои што и литерално кажуваат, пишуваат што е состојба. И кажуваат, во Македонија, кај што одите по теренот, покрај патот, имено она војно способно население кое што не било мобилизирано во единици, а главно било машкото население, жените и децата главно биле користени или да припомагаат за определени работи, а најмногу за поправка и репарација на патишта, бидејќи многу била неразвиена територија на Македонија, лоши патишта, несредени, и официјален представник на дописник на силите на Антантата од Македонија, Крофорд Прайс, пишува во неговата книга Сказна за Солунската армија дека како што се движите по патот, сретнувате различни народи, раси. Некои се домородни, некои се од надвор. И наведува, има срби, има турци, има власи, има бугари, и во заграда стои кои што се приклонети кон грците, и вели има и една посебна група на народ кои што сами себе си се нарекуваат македонци. Што нам во такви услови... Година? 1916. Во такви услови податок фасцинантен дека тие луѓе фактички кои што се оставени без заштита, нивните мажи, синови се во ровови, во рововски позиции. Имено многу често... Значи, само уште еднаш. Значи, оваа етнографска карта на Македонија не е некоја шалабајзерска, новинарска, тралалајка. Ова е научен документ, верифициран, кој стои... Се чува во британска библиотека, во Maps Room, и зад оваа карта стои воена канцеларија. Значи, не стои географ еден, стои таму дека е генералштаб, географска секција на британскиот генералштаб, воена канцеларија го издава во 1916 по тој број, во книгата го има точно. Сега, ако отиде некој во Лондон, ќе ја види оригиналната, која што е направена. Што е еден од силните факти за постоењето и за свеста за посебноста на македонската нација, како што рековте, различна од словенските групи, различна од Бугарија, Грција, Србија, Албанија. Македонија, македонци како посебен етнос и народ. Токму така. И сега во прилог на оваа карта, имено Велика Британија, како една од водечките сили на страна на Антантата, односно победнички сили, има објавено томови книги официјални истории на Прва светска војна. Имат два тома книги, значи воени операции Македонија. Од кога дошле на територија на Македонија, во 1915. Иако Македонија била поделена со Букурешкиот мировен договор, тие во описот официјален, бидејќи така и наречена официјална историја на војната, во описот опишуваат дека дошле на територија на Македонија, на територија на античкото кралство на Филип и на Александар, која што не е грчка по потекло, која што се граничи со овие зборови. Со тие зборови. Јас ја имам таа книга во оригинал, значи не во некаква фотокопија. Користевте од таа книга цитати тука? Секако. Каде што наведува, тие имено на некој начин не ја ни признаваат состојбата, поделбата на Македонија со Букурешкиот договор. Многу е интересна и позиција на Франција во време на Првата светска војна како резултат на Балканските војни. Бидејќи Франција како република, републиканско уредување, постојано како водечка сила, имено генералите што ги водеа сојузничките единици на македонскиот фронт се французи. Врховна команда е француска. Позицијата на Грција во Првата светска војна од 1914 па се до 1917 година е недефинирана. Имено таа е неутрална.
и постојан непријател, значи потенцијален непријател на силите на Антантата. Во еден момент тие толку со однесувањето, бидејќи постојано правеле проблеми, се однесувале некоректно, дури и вооружени инциденти имало помеѓу грчката безбедносна структура, воена и полициска, со војниците на Британија и на Франција. Во еден момент генералот Сарај ја наредил да се испразни територија на Македонија. Значи, во тие граници, од сите безбедносни структури на Грција, значи униформирани лица, полицајци, жандармерија, војска, и ги дистанцирало територија на Македонија према Тесалија. Дел од тие кои што живееле на територија на Македонија се демобилизирале и во резерва останале во своите домови, но не биле во оперативна смисла ангажирани, и вовел тампон зона помеѓу Македонија и Тесалија. И се носил со идеја, секако напред бил интересот на Франција, односно заштита на францускиот капитал. Но знаејќи ги тие состојби дека во Македонија значи има елементи да се создаде посебна автономна држава или своевидна форма на држава под заштита на големите сили, се носил со идеја да создаде, да подржи создавање на Република Македонија со цел да се заштити францускиот капитал, но апсолутно дека во тој процес би бил и искористен фактот дека за такво нешто си има население, си има посебен македонски народ кој што може да биде носечки заедно со сите други етнички елементи, односно различни мултиетнички структури кои што се карактеристика на Македонија со векови. А денеска Франција па сосема друга политика. Сосема друга политика. Имено генералот Сарај бил и сменет поради таквата идеја. Веднаш бил повикан во Франција и фактички... Значи, француските интереси со Грција биле многу поголеми од што оние што би го имало интерес. Во тоа време, дури што е интересно, тие слики ги имаме. Јас покрај оваа книга во наредна година, 100 години од Првата светска војна, ќе излезе книгата за Македонскиот фронт. Најмногу дипломатските аспекти, тој е мојот докторат, јас докторирав на таа тема, и ќе биде овие сите работи кои што не можеа да влезат овде, ќе влезат во таа книга. Фотографии како... Што еднаш насловот на докторатот? Македонскиот фронт, 1915-1918 година. Добро. Се врти околу името. Македонски фронт е многу присутен исто во документацијата и германската канцеларија, британската канцеларија, спомнавме, значи војуваат во Македонија. Другите канцеларии го истакнуваат фактот дека е на големите сили дека е тоа Македонски фронт. За да се потисне било каква можност да се создаде македонска држава во продукција на документи во време на мировната конференција во Париз, во линија на онаа политика на Австро-Унгарија и Русија од пред Балканските војни, во никој случај да не се дозволи формирање на политичка единица со име Македонија и народ македонци. Представникот на тогаш делегацијата на Кралството на Србите, Хрвати и Словенците на конференцијата Никола Пашич со сите сили ја поддржува таа политика и забранува било каква форма на плебисцит или референдум во Македонија и во делот на према Австрија во Словенија, бидејќи се плаши дека оние структури кои што се посебни етнички, не се срби, можат да предизвикаат определена промена на политиката на големите сили кон Србија. И забранува по сите, има налог, документ со сите да не се штедат финансиски средства, да се подкупуваат населението, луѓето кои што се влијателни на одлуки идни, да не се дозволи во ниту еден случај да се организира референдум. Не да што ќе каже. Што народот го вика, за 5 века турците не направија толку белја колку за овие за неколку децении што направија српите. Така, и на сила, например, еве, често се спомнуваше во јавноста дека не било тоа, рековме, значи е нападната со нападот на Турција,
во предбалканската војна, со овој документ дека е граница со Македонија, не може никој да каже дека не е нападната и Македонија. Значи таа граница, кога е премината граница, пример помеѓу Србија и Турција или Бугарија и Турција, фактички тие извршен напад на Турција, односно напад на Македонија. Значи не е апстрактна форма Македонија како што некој сака да ја прикаже во тоа време. Само име на територија, да, дека регион. Тоа ние си замислуваме. Така. Значи сериозно. И оваа карта овде. Она што сакам да го напомнам е дека книгата нема ниту еден елемент изработен од автори, односно дека ние нешто сме цртале. Се оригинални карти и документи продуцирани во тоа време. Па и картата на насловната страна не е определена желба или форма што ние сме сакале да прикажеме како било. Оваа карта е и што се гледа, значи Македонија 1903-1913 година. Објавена е од полковникот Ламуш, кој што бил француски воен представник во Бугарија во време на Првата светска војна, а во книгата 15 години балканска историја, имено од 1903 година до 1918 година, и јасно на оваа карта што прикажува оваа карта, врати ја прикажува, значи тој ги нацртал границите на Македонија, оние историски граници на Македонија. Тој ги именува а не ние. Така, тој ги именува топонимите по македонски. Значи воден е воден, острово е, значи сите топоними во егејскиот дел си се онака изворно како што биле. Ова е објавено во 1918 година. Тој ги определува границите, тој ги определува со јасно и во легендата е дадено спорните зони помеѓу српската и бугарската политика во однос на Македонија. Тој определува каде биле стационирани жандармериските инструктори за османлиска жандармерија по Илинденското востание, по структури. Значи многу добро имале информации од теренот, канцелариите на големите сили што се случува. Многу интересно за гледачите, морам би да замолил да во контекст на грчката политика према македонците. Дел во оваа книга за прв пат е објавен дневникот на припадник на француска жандармерија Фалконети, еве го во оригинал во факсимил, на француски јазик пишуван. Да. Добро. И тој пишува за служба во Македонија, реформите во Македонија и дава опис исто така на теренот, на луѓето, на народот. Би прочитал, можем и да кажам, ама поинтересно е оригинално, дословно да го прочитам како што тој пишува. Имено кажува за ја демаскира политиката на Грција во егејскиот дел на Македонија, односно во Македонија. Пишува, кажува за сакам јас да отворам, веќе кога на час сум тука да научам нешто. Кажува знаете како? Добро е што ве имаме и треба уште еднаш да ве повикам, бидејќи човек и да го прочита и не може да ги обработи, вели, затоа што вие со децени и со таткови сте го работеле за да се излечат и заклучоци. И ја ви благодарам што помагате во овие излекување на заклучоци да се сублимира, бидејќи во сите овие документи човек може малку да се изгуби. Особено е битно да се има, ви благодарам многу, да, бидејќи во описот што го дава документот. Значи го имате во тоа е 539 страна. Добро. И ова е само извадок, инаку го имаме целиот дневник на 150 страни. Кажува за политиката на Грција и ги дава карактеризација на населението, на односот према големите сили. Извадете цитат. Вели, се воспоставува проста констатација дека за време на последната грчко-турска војна погрчените населени од Македонија во целост абстинираа во давањето поддршка на нивните така наречени браќа по крв. Турците можеа да извршат мобилизацијата во Македонија во средина населена со под наводници грци без било какви проблеми. Можеме дури да наведеме дека грцизираните под наводници од Солун и од некои други места и ги позајмиле нивните финансиски заштити и опрема за оформување на прехранбени резерви наменети за мобилизираните армиски корпуси на турската армија. Интересно е дека ниту еден под наводници грк од Македонија не бил принуден да стапи во редовите на армијата на кралот Георги, а некои од нив во таа прилика се произнеле како припадници на турската националност, а не како грцка. И сега ова посебно интересно. Површно гледано, денес гркот е сојузник на турчинот. Режија? Да?
Прочитајте. Гркот е сојузник на, но ќе биде многу долго. Ова е. Јас ќе го прочитам. Меѓу свирепите измами на хеленизмот во Македонија ќе биде доволно да се наведе скорешното расцепување на влашкиот елемент кој грците од Македонија го сметаат сличен за нив. Сега многу има, Јанко, ќе само сакам поентата. Да, еве, за составот на демографската структура. Наши предвидувања, кажува овој офицер, припадник на жандармерија европска, наши предвидувања се дека во Серскиот Санџак, како и во трите вилаети, значи во цела Македонија, бројот на оригиналните грци реално 541 страна. Реално представува најнизок од сите. Дури и најбрзото испитување на населението овозможува многу лесно да се увериме во тоа. Фактите ги покажуваат нивните имиња. Сите под наводници грци се викаат Стојан, Васил, Митре, Марко, Трајко, Ѓорѓи, Мита. Овие имиња немаат никакви допирни точки со јазикот на Хомер и без сомнеж имаат словенско потекло. Од овие причини во ова истражување македонците патриотисти што го зборуваат грчкиот јазик ги наведовме грцизирани во наводници грци. Накратко речено, во текот на нашите турнеи ни се случуваше под наводници грците да им го поставаме прашањето: кои сте вие? Тие ни даваа невозможен одговор: јас сум грк, но во многу случаи го игнорираа грчкиот јазик. Нема повеќе да инсистираме на овие типични примери за грчката пропаганда во Македонија направена по секоја цена со посредство на поповите и школските учители, грчките конзулати и вооружени банди кои понекогаш оперираат со премолчана согласност на отоманските власти. И нели она меѓу свирепите измени овие поранешни патници во земјите на источниот Медитеран, источните бездни се нарекуваат власи или куцо власи, што со сигурност од латинско потекло формирано значителна етничка група Македонија, те го населуваат Серскиот Санџак со 15.000 жители, по потекло се римјани, при што нивното постоење од секогаш било врзано со грчкиот елемент и така натаму. И оно што е интересно, ги карактеризира како да речеме сојузници, соработници, вели: ќе го објавиме следново мислење. Гркот или грк, под наводници, е измамник и лажов, кој често пишува анонимни писма против странските конзули и другите службени лица, при што покажува дека е многу малку симпатичен. Тоа е како ги гледале европјаните, грците и политиката. Ова не е ваша реченица, ова е дипломатски извештај на српски дипломатски представник во Софија за привлекување на македонците во Не, тоа е друго, тоа е друго. А тоа е друго. Ова е, Јанко, уште пострашно, извештај на француски офицер, кој што пишува до централата во Париз. Значи, тоа се чита, тоа се гледа. Гркот или грк е измамник или лажов, сега, за да кој често пишува анонимни писма против странските конзули и другите службени лица, при што покажува дека е многу малку симпатичен. Тој во моментов е сојузник на турците. Значи, тоа го имаат читателите и во оригинал како што го напишал. Покажете го на камера. Го ставивме. Еве го. Значи, и оригиналниот документ го имате. Со архива, каде се чува во Париз. Така. Кој што не е објавен, се уште, може некој немал интерес, но во контекст на одбрана, на некој начин и на нашиот идентитет и на позициите што ги градиме, иако сме држава независна од 91 година. Ама имаме елементи многу кои што треба да ги на некој начин користиме во однос на прво треба да ги знаеме. И да ги знаеме и да ги користиме, особено бидејќи не треба многу да сте професионален историчар, па да се донесе заклучок дека позиционирање на грчката политика со бугарската политика денес во однос на под наводници историски прашања, во однос на некакви црвени линии, се толку се безвредни во однос на поддршка на историски факти, каде што навистина ако некој треба да постави некаква црвена линија, тоа сме ние во однос на историјата и во однос на овие случаи. Затоа што фактите говорат во наша корист. Фактите апсолутно одат во наша корист. И во време на Балканските војни, Букурешка конференција, Првата светска војна. И тоа претпоставувам, ова не се сите документи во кои може да се извлечат заклучоци за посебноста на македонскиот народ. Секако ги имаме многу бројни, ги имаме и каде што сме ги лоцирале дека се наоѓа дел, сигурно дека има и дополнително други документи, но она што е најважно е тоа што е прибрано, дека
буквално од сите канцеларии, и од Париз, и од Вашингтон, и од Лондон, Белград, Софија, Атина, ги има тие документи и многу добро ги знаат, ги располагаат и не се за нив добри да се експлоатираат, односно да се покажуваат, да се пројавуваат. Ние не треба да очекуваме од нив тие да на некој начин признаат. Ова беше интересно со читање на овие детали и цитати, дадовте убав акцент. Ја би ве замолил да направиме уште една пауза, да одиме со уште еден блок на реклами, а веднаш потоа да би ви потпрашал некои работи во врска со самиот Букурешки договор, зошто е потпишан така како што е потпишан, дали постојат тајни документи кои не ги знаеме, дали е важечки, дали е неважечки, колку вие како научник смеете во оваа материја да давате свој размислување, тоа би било исто така интересно. Одиме со реклами. Почитувани гледачи, повторно во живо студиото на Јади Бурек на Сител 3. Не можеме да ја оставиме книгата, едноставно само се превртува од страна на страна. Преполна е со фотокопии од документи, поточно факсимили од оригинални документи, каде што ова што го говори господин Стојчев го потврдува со оригинални документи. Интересна работа е само еден факт да ви кажам дека имаше обиди да се направи една заедничка историја на балканските земји, во која зема учество и некои македонски историчари, кои и покрај овие факти кои ви ги прикажавме, значи на страна книгата, туку факсимилите кои беа објавени, а кои говорат за спецификата и за македонскиот народ, наши историчари ги изостануваат и се приклонуваат на мејнстримот на европските кои ја негираат македонската нација едноставно, нели, затоа и бараат, тоа им е силниот аргумент за да бараат промена на името, поточно бришење на една исконска нација, на македонскиот народ, нација и низиниот идентитет. Она што сте, а вие бидете подготвени, ако имаме време, сакам да ги отворам и телефоните за вашите јавувања. Она што ми должите сега, бидејќи не можеме се да офатиме, тоа е повеќе од јасно, иако ја бев прилично оптимиста, но јасно е дека не можеме да офатиме, книгава мора да се чита, впрочем, многу тешко 800 страни да ги прераскажеме со сите детали. Но, самиот договор, како е потпишан, што значи тој, последиците од него. Така. Интересно е што договорот во Букурешт е свикан на повик од дипломатијата на Романија, но со значи организирање со тајни дипломати на големите сили да се стави крај на случувањата на војната, за да се избегне тој светски судир кој што не се избегнал за една година потоа во 1914 година. Во Романија на 30 јули 1913 година се собрале представници на две страни завојувани, од една страна представници на Бугарија, кралството Бугарија, ополномоштени од монархот, од царот, од кралот, да ја представуваат бугарската позиција во однос на теренот и на војната како поразена, и од друга страна кралство Романија, кралство Србија, кралство Грција и кралство Црна Гора. Овие победнички сили во војната, подобра позиција на фронтот ја имале. Така, на теренот во моментот, јасно. Како победници, за да нели се покажат, се застапувани од премиери на тие држави, председатели на влади и воедно министри. Дел од нив министри на војната, односно за одбрана, и министри за надворешни работи, а бугарската делегација е предводена на пониско ниво, што е разбирливо, како поразена од министерот за финансии. Конференцијата во Букурешт траела од 30 јули до 10 август 1913 година. Тоа се јанко 12 дена. За 12 дена ефективно во протоколите, во официјално она што е влезено, се содржани 12 часа и 45 минути. Значи пола ден или два, можеби еден работен ден
од 8 часа со едно продолжение. Што се случувало тие 12 дена? Какви задкулисни игри? Какви тајни дипломати? Значи, во официјалниот дел, во 12 протоколи се внесени 12 часа и 45 минути. Толку официјално. Што значи тоа 12 протоколи? 12 протоколи, секоја седница, дневно се одржувале по една седница, Так. она што официјално ќе влезе во документ, односно потоцна ќе се преточи во договор. Тоа е официјалниот дел. Тоа е официјалниот дел. Она што е податок, интересен и важен, малку познат, дека не се спомнува воопшто Македонија во договорот, во било кој контекст. Не е точно, во протоколот, анексот на протоколот 10, се спомнува зборот Македонија и што е многу интересно и во однос на овие актуелности со грчката позиција, односот политиката према Македонија, е дека на предлог на представникот на грчката делегација, професор по меѓународно право на Парискиот универзитет, Николаос Политис, тој дава предлог до бугарската делегација и на некој начин де факто признава дека Грција окупирала и анектирала делови од територија на Македонија. Како? И тоа е овој факсимил каде што тој дава предлог, ова е значи факсимил на француски. Момент, Значи, само да влезе у кадар, сакам да се види, би било значајно, добро. предлог на член протокол предложен од грчката делегација. И вели дека се бара од бугарската влада да прифати да плати репарации за воена штета на оние, еве го, територии на Македонија кои што ги анектирала Грција. Значи, во самиот вовед се кажува дека е делена Македонија. Macedon анексис Macedon анексе ала грек. ала грек. Добро, вие предпоставам знаете француски. Малку јас. Малку, но е јасно дека толку. дека не е Македонија како што одат сега со некои тези дека Македонија никогаш не била северно од границата на денешна Грција, Јасно. дека е антишкото кралство формирано точно во Костурско, дека не се проширило никогаш на север, па има и научни трудови кои што опишуваат демографија и географија на Македонија од 1910 до 1929, значи и после поделбата, каде што нигде не може да ги видите границите на север, односно до Шарпланина, до Јакупица, значи оваа граница што е природно, географско-историска македонска, а овде јасно си признаваат дека анексија е процес во меѓународно право кој што доаѓа после окупација. Значи земате нешто, анектирате што никогаш не е било ваше. И овој дел се игнорира тотално од официјалната историја. Добро, окей, во ред. Понатаму? Во однос на договорот, тоа било, како да ви кажам, со сите сили се обидувале учесниците во договорите да заграбат што поголем дел од територија која што не им припаѓала. Го објаснуваше тоа таткот и кај мене во емисија многу детално. Како што се бореле да заграбат, така лесно и се откажувале. Значи, вака, извини што ти се мешам до сега, гледав да те остав, паметам зборовите на таткоти. Вели, додека се подпишуваше од ден на ситуацијата на теренот се менуваше. Имаше јавки, телеграми, вика, ние го освоивме тој рид. И сега, тој ден, чим го имаме тој рид, тогаш буквално пазарење со територијата на Македонија и македонскиот народ. И што е и контра на меѓународни норми, некои правила, бидејќи ако имате мировен договор, овој договор така и насловот е насловен, во насловот во оригиналот стои дека е мировен, односно се става крај на војна, се постигнува мир. А они додека се пишува се водат војни за да се приграби поголема исто кршење на право. Тие војуваат, известуваат дека зазеле, дека биле нападнати, се со цел да се иницира што поголемо заземање на некоја територија која што реално никогаш, и сега кога ќе се погледнат границите од Букурешки договор, природно таа граница никогаш не екзистирала и не административно поставена од ниту една сериозна власт или држава претходно која што владеела со овие простори. Значи, таква граница е поставена само заради позицијата на војските во Балканските војни што достигнале до ова што е денес. Со Букурешкиот буквално само со една измена кај Струмица и Струмичко после Првата светска војна е поставена заради и тоа со мали повестувања ден за ден. И
сретнувања во хотелски соби, сретнувања во други простори, тајни средби помеѓу овие дипломати од една страна што беа како победници, но и измами, едни со други лажење, преговарање тајно и со бугарите, да се склучи сепаратна спогодба, пример Романија со Бугарија, за да на некој начин се разбие тоа привидно сојузништво, бидејќи тие никогаш не биле реални сојузници, иако биле на една страна. Примитивна трговија на автопазар. Србија, Романија и Грција никогаш немале искрена позиција на политика во тоа време ни кон Македонија, а ниту пак меѓу себе. Што многу брзо ќе се покаже како такво, точно, по избавнувањето на Првата светска војна и по одбивањето на Грција да го почитува договорот за, односно војната конвенција подпишана со Србија пред Балканската втора војна во јуни 1913, кај што Грција се обврзувала дека во случај некоја друга држава да ја нападне Србија, ќе ја обезбеди помош од 150.000 војници. Кога била нападната Србија од Австро-Унгарија, фактички договорот е на сила. Тие, тоа не важело за војна, бидејќи избегнувале да се вовлечат во судирот, така да немала искрена и сега некој ќе рече можеби во политиката не бранела својата територија. Буквално ни својата територија не. Ако е ова Грчка, зошто не ја бранеа својата територија? Многу лесно се откажувала. И ме прашавте за рокот, за трајноста. Да, истекува оваа година, затоа и се потрудивме во 2013 да биде презентирана книгава 100 години од Букурешкиот договор. Постои една работа која со години јас со моите гледачи ја застапувам научното гледиште на таткови. Таткови тврдеше дека не постои таен анекс договор кој не се објавува, кој вели дека после 100 години Македонија може да си ги врати назад своите територии и такво нешто. Татко Ванче Стојчев тоа категорично го тврдеше, вика таков документ не постои, нема такво нешто. Кои се вашите сознанија? Така е. Во продолжение на истражувањата на Ванче Стојчев се обидов и во некои дополнителни работи, евентуално ако нешто може да се пронајде било каква трага која што би може би иницирала, но по објективно согледување на документацијата, по објективна анализа на настаните кои што следеле после подпишувањето на Букурешкиот договор, се доаѓа до следниот заклучок. Значи, во документацијата, документите, кои што, еве ги, тука се комплет сите, не постои член кој што временски го ограничува, односно кој што дава определен рок на трајност на овој договор. Значи, Договорот апсолутно е подпишан под, и вечен. Кажавме, присила на големите сили, и е оставен како таков за да биде, и така се и произнеле по подпишувањето подписниците, дека со верба за подобар живот, така и во воведот на договорот, дека поданиците на монарсите во иднина ќе живеат во мир, во благосостојба. Значи со самото тоа и како пример во ова време, секако во меѓународното право, во овие права што се договорни, била позната форма, односно определување на рок. Имено тајниот договор помеѓу Србија и Бугарија од 1912 година за поделба на територија на Македонија, точно пред крај на договорот си стои дека договорот важи до 31 декември 1920 година. Во конвенцијата, односно договорот за сојуз одбранбен сојуз помеѓу Бугарија и Грција, точно на крајот од членовите, како и денес што се подпишува договори и што се прави, стои дека овој договор важи во наредните 3 години, со можност, ако не се побара негов прекин, да трае уште една година. Значи, во Букурешкиот договор таква клаузула, таков член, таен некаков анекс не постои. А Букурешкиот договор е потврден и во Версај. И Версај, со тоа што е интересно, дека како материја која што е содржана во тој договор, била предмет на ревизии. Самата промена на границата во Струмичко, после Првата светска војна, е на некој начин извршена ревизија на договорот.
Под знак прашање сега елементи, точки, дали тоа правно со сите принципи правнички е направено како што треба, апсолутно дека не. Бидејќи ако ги гледаме тие, јас не сум правник, не би се навлегол во некоја, но само би изнел неколку факти, дека како и денес, ако некоја од овие конвенции што се европски, нели, ние за еден датум имаме проблем што се вика, ама ако не се ратификува во определена политичка институција, односно парламент, дека не може да биде на сила. Па така и интересни детали се дека Букурешкиот договор фактички, бидејќи брзо избумнала Првата светска војна, не бил ратификуван во парламентите на државите што го потпишале. Значи, пример за Србија, големото српско собрание според уставот од 1888 година, член 4, определува дека државните граници може да ги менува само големото собрание, кое што после определена измена на уставот по превратот 1903, да, никогаш не се состанал и не го ратификувал. Од друга страна, дел од територијата, конкретно зборуваме бидејќи од аспект Србија спомнав затоа што Република Македонија во најголем дел, односно е формирана на делот кој што го освоила, окупирала Србија во тоа време и од аспекти на можеби определени импликации или определени активности кои што би можеле ние како сега држава да ги бараме. Во однос на таа позиција на Србија, во однос на Букурешкиот договор е исто многу интересен податок, нератификуван договор, бидејќи она што е важно да се спомне дека во Букурешкиот договор не учествува Османлиска империја, Турција, чии што територии фактички се делат, а која што е отфрлена со Лондонскиот договор и во Лондонскиот договор е оставена обврска билатералните работи, значи тука се верски, училишни прашања, имотно-правни, кои што ги тангираат интересите на Османлиска империја. Муслиманското население се оставени да се дефинираат во билатерални договори помеѓу Србија, Грција и Бугарија и од друга страна Османлиска империја. И тие договори после Букурешкиот договор се подпишани, а не стапиле на сила. Имено делот Република Македонија, кој што бил под српска власт, е во однос на Турција во 1914 година, на 1 март е потпишан договор помеѓу Србија и Турција, кој што никогаш исто така не е ратификуван ни од турска страна, ни од српска страна, бидејќи почнала Првата светска војна, а Турција била на спротивна страна, била на страна на централните сили, а Србија на страната на Антантата. Па по војната, што е, да речеме, во тие правни лавиринти, механизми, по војната се формира Друштвото на народите, на некој начин претходница на Обединетите нации. Во Друштвото на народите Србија влегла како членка во 1920 година. Турција влегла како членка во 1932 година. Меѓу себе, тогаш кралство Србија, на србите, хрватците и словенците и Турција се признале како држави, значи си ги признале границите во 1925 година. Со влегувањето во членство на Друштвото на народите неприкосновен е територијален интегритет. На некој начин фактички е озаконета оваа поделба. Иако на некој пониски нивоа може да се бараат елементи на правни пропусти, на едноставно една форма на непочитување на определени работи кои што секако е тешко во денешни услови да се изнесат на терен, но како определена сатисфакција, како определена констатација дека му е нанесена неправда на овој народ и на оваа земја, секако дека можат да се потенцираат, да се кажат, да се изнесат, па ако ништо друго во најмала рака, како што се бара од нас црвена линија, да барем да ни се извинат на некој начин за... Ако добро разбирам, кој заклучок го имам ја од ова? Букурешкиот документ, кој е документ за поделба на Македонија, во исто време можеме да го искористиме како аргумент за докажување на автентичноста на македонскиот народ, македонското име и нашата посебност. Апсолутно. Со целата таа документација, која што е со нивни камен придружна, по глава. со нивни камен по глава. А со овој камен би сакал да ги удрите партиите, ВМРО, СДСМ, сите останати поголеми и помали партии, да ја имаат оваа книга, да ја
да стигне и до странските амбасади, да стигне до Институтот Отворено општество. Инаку Милчин мене лично ми предаде книга во која има се издадени писма на македонските војници кои учествувале во овие војни. Тоа е една од ретките добри работи на Сорос кој има направено за Македонија, која на некој начин, не на некој начин, на најдиректен начин таа книга ја докажува посебноста на македонскиот народ. Од претани сведоштва. Да. Така. Таа е од претани сведоштва така. И овој документ што го спомнав. Ја имам таа книга. Да, што го спомнав документот за забрана за употреба на име Македонија од султанот, го има во факсимил во таа книга на почеток. Така. И кога утре ќе ми излезат новинари, новинарчиња, разноразни било кој, да има човек нешто да се повика. Немам што да ве потпрашам, имам можеби гледачите, затоа што до утре са бајле да тераме муабет, бевте во право, ја бев по-оптимиста дека ќе можеме да офатиме повеќе, едноставно гледам колку сложена. Знаете што ме фасцинира? Ме фасцинира, значи, ова не можеш да седнеш да го прочиташ за година дена и да го укапираш. Јасно ми е зошто Ванче Стојчев цел живот ги проучил. Значи ти треба да имаш една ментална слика што се случувало, размислувањата, што се случувало на терен, за да ги разбереш документите, што пишува, што зборува, што кажува, мислам, во овие факсимили и ова. Фасцинантно е и мислам жив доказ за трагедијата на македонскиот народ. Само што спомнавте вие во делот на само би дополнил дека е многу интересно и содржи бројни документи за акцијата и на припадници на други етнички заедници во Македонија кои што се исто супресирани, односно под жестока и пропаганда и трпат последици, конкретно власите и албанците кои што ги имаме во документи оригинални. Тиквешкото востание после првата Балканска војна и Охридско-Демарското востание после втората Балканска војна за Букурешкиот договор се најдобар доказ дека во тешки услови населението кое што заедно со векови живеело се организирало. Особено. Ќе ве поканам за некои други детали, бидејќи очигледно ми е ја до сега ова е прв пат да разговараме и јас и вие и многу ми е драго што сте потковени исто како вашиот татко и ќе ми биде драго повторно да дојдете гости. Но да ги чуеме гледачи. Многу да. Фала. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало? Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Еве, баш ми е мило што начекав да ве гледам, да ве слушам, да се восхитувам и да се гордевам со вистинските настапи, вистинските кажувања, со вистинските слики, со вистинските луѓе, пошто јас сум ти се јавил на еднаш два пати и сум рекол, кога ме прашаш што ќе кажуваш ти, и ја рекол ќе кажувам за доброто на Македонија, некој збор ако кажам, така да биде тоа окарактеризирано. Поздрав до господинот гостин ваш, да му даде Господ здравје на него кога веќе отишле неговите родители, пошто лично се знаев со татко му, Бог да го прости, и татко му и мајка му сега еве слушам починува. Меѓутоа Македонија не починала и нема да почине. Јас се гордам со такви луѓе што еве ја знаат историјата со факти, дека кажуваат што е добро, а што лошо. Јас тоа кажувам да насетиме што е добро, а што лошо, за да го лошото веќе избегнеме, па да направиме една тајфа, макар македонска, ако не партија, тајфа, која што ќе кажува вистината, ќе се бори за вистината, ќе се бори за македонската нација и за македонска држава до последна капка крв стварно, иначе сега само да кажуваме и за ВМРО, и за СДС, пошто ВМРО постои, ВМРО-вци нема, СДС постои, комунисти нема, тоа се голи куќиња дојдоа до власт, дојдоа до капиталот на Македонија. Да не идеме во тоа, да не идеме. Ви благодарам за јавувањето. Мислам, нема тука што да се искоментира. Јас само би надополнил, не треба крв, овде треба знаење и наука. Мене ми е, овде значи без пушка докажуваме, без псуење, без навредување, туку со факти. Со перо во рака, документи. Така. И со буквално работите кои што се направени со документи од канцелариите на државите кои што сега сакат тие работи да ги негираат. А не некои наши поетски анализи кои нели би биле тумачени вака или онака. Апсолутно. Чисти факти. Добро вечер за следниот гледач.
Повелете во програма сте. Се јавувам од Куманово, Стефан, пријател Стефан. Неколку пати би си јавljavувано. Јас сум човекот кој за овие последни 2 години фан од спортски, кој ги дели знамињата ни цела Европа и до сега имам поделено 300 знамиња македонски. А имам соберено неде околу 25. Да се држиме малце до темава, бидете љубезни. Во врска на темата, сакам да кажам дека ако сакам да го поздравам и да му честитам на напишаната книга на почитуваниот ваш гостин, едно би го прашал, кога ги исполнуваше францускиот оној генерални войсковања, знам како беше, кога ги исполнуваше македонските имиња на вие. И кога рече дека постоил некој народ, словенски народ. Дали е тоа и дали се чувствува на денешната Македонија дека е словенски, дека ние сме од словенско корени или од антички корени? Така, ве молам. Значи, господинот Стојчев е научник. Ние збориме за документи што е објавено. Така. Значи, вие имате потполно право да се анализирате и ја тоа ќе ви го дозволам вам како гледач. Но мислам дека господинот Стојчев ќе се држи до факти заради релевантноста и тежината на зборот што има. Но повелете, ве молам, искоментирајте го за така, тој сегмент. Јас ви благодарам за прашањето. Спомнав документи, значи каде што, односно за словенски елемент, е точно документот што го читавме од францускиот представник на жандармерија и точно тој така, значи не го рекол Стојчев, туку францускиот представник на жандармерија. Но ја покажавте и графиката од друга страна, британците јасно дистанцираат, односно прават разлика помеѓу македонците и словенската група на народи. Која живее тука? Која што живее на овие простори. Значи бугари, срби и останати и така натаму, но има македонци кои се посебна група, значи, и тоа го покажавме. Апсолутно. Од друга страна, во бројна документација исто така се определува, значи, дека македонскиот народ со многу ретки додавања словенски ги има. Така да тоа е она што го пишува во фактите. Она што е моје лично чувство е апсолутно дека е тоа се теории, определувања кои што се потребно е многу време за да се подкрепат со наука, со научни факти, но чувство со војната историја. Чувството, јас лично, пошто ме прашавте, ќе ви кажам, за мене, бидејќи од кога знам за себе, буквално знам дека името што го носам, што ми е дадено по Александар Македонски. Значи, јас сум Александар и секогаш татко ми имам сестра Билјана, Александар како, значи, врска мислење на Александар Македонски. Така да секако и ја би ја препорачал, ако може така, да гледачите да дојдат до војната историја на Македонија, издадена од вашиот татко, која дава еден континуитет на македонските војски од антиката до денес. така. Со факти, со научни докази, со артефакти и нека се извлечат заклучок. И она што ми дава како научник, како истражувач, добра основа во тоа да се чувствувам како дел, апсолутно, ние значи не можеме да избегаме кој што сака, ако некој сака дека сме наследници на територија од која што војски мобилизирал Александар Македонски. Највештите припадници на фалангата, пешадијата, се мобилизирани од овие планински предели на Македонија. Многу добро го опишуваше тоа татко во книгите. Апсолутно. Од друга страна, во време на спротивставување на интересите на панславизмот, поддржан од царска Русија, и пангерманизмот во 19-тиот век, македонците кои што биле во прилика да се образуваат, интелигенцијата македонска, која што и го повела народот во повеќе востанија во источната криза, исто така јасно се определила за стратегија дека ја наследува
територијата, односно дека е тоа војска како војска на Александар Македонски. Инаку тој документ од 1878 година од правилата на македонското востание, кренато на 5 октомври 1878 година после Берлинскиот договор. Но многу реално, објективно кажуваат во воведот ние како македонска војска, по македонски шуми и гори, како војската на Александар Македонски војуваме, водиме војна за слобода. Во следните параграфи исто така наведува, ние сме земја на светлите браќа Кирил и Методи. Така да Тоа е еден континуитет. Е нераскинлив тој дел со античка историја на овие поднебја. Античкото не го негира словенската... Апсолутно. Се прави, Јанко, овој документ од 1878 година. Колонијата што ја спомнавме, Петроградска, која што ги дава овие документи, господин Јанко прочита воведот, значи оригинален е овој документ, каде што овие луѓе во 13-та година ја даваат линијата од апостол Павле, од Александар Македонски, Самуил, кажува во знамето, само ова, на колонијата, знамето го има конјот на Александар, Букефал и Македонското сонце во 1914. Оригиналот на тоа знаме го имаме во Музеот на Македонија кај нас. I rest my case. Одиме со уште двајца гледачи и ќе завршиме емисијата. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Вака сега, да го поздравам гостинот, поздравам емисијата. Сакам да го прашам овој господин како историчар. Од секогаш уште кога сум бил млад, мал ме интересирало како може, например, една е вистината, една е историската вистина, а секоја држава да си има своја историја. Од секогаш ме интересирало, например, Македонија и Бугарија, или Македонија и Турција, или не знам, гранични земји да земеме, секој си тера по свое. А вистината е една, не може да има две вистини. Дали ме разбирате? Одлично ве разбирам. Ви благодарам за јавувањето. Само да го слушнеме и последниот гледач, па ќе одговорите и на двете. Добро вечер, повелете. Ало? Добро вечер, повелете, господјо. Добро вечер, тетка Фимка овде. Абе, немам зборови за гостино. За гостино немам зборови. Добро. Со задоволство го слушам. Таа мајка што го дојде, што го чувала, нека е, значи ако почината, нека почива во мир. Со задоволство сум гледала, сум слушала и утре пак на реприза ќе слушам. Да му даде Господ здраве. Фала, тетка Фимка. 69 години имам, овакво нешто прв пат слушам. Поздрав, нека ни живи. Благодарам. Не верувам да го наследи друг такво младиве, не верувам да има такво нешто. Благодарам. Благодарам. Александар, женет си, имаш деца? Се уште не, на пат. Добро, окей. Работи како што направил таткот. Очигледно, делото, животното дело, како гледам на таткот и нема да биде оваа книга, туку ќе бидеш ти. Ако продолжиш вака да ги истражуваш овие работи, ќе биде фасцинантно. И пред да кажеме кај има книгава и така натаму, кај може да се најде. Одговори ми, интересно е прашањето. Точно е дека вистината може да биде само една, но е многу субјективна. Како тоа различни земји, различни народи, истории кои диаметрално различно се тумачат и например грчката историја спрема Македонија, бугарската, српската и така натаму, е конкретно во нашиот случај. Така, му благодарам на прашањето на вашиот гледач. Ова е навистина еден феномен кој што историската наука го носи како едно големо бреме, еден голем товар кој што е тешко разрешлив. Државите, верувајте, не само Македонија, и големите сили, многу тешко доаѓаат до некаков заеднички документ кој што би требало да биде историографија, односно пишување на историјата врз историски факти. Историографија значи да се напише, да се извлече анализа, заклучок врз база на фактите. За жал, сведоци сме, нема во светот буквално ден да нема конфликти, судири, војни. Односот на балканската историографија, историите. Еве, сега сме оваа година 100 години од балканските војни. Верувајте дека на
научни конференции, симпозиуми, каде што се собираме, учествуваме, многу тешко се доаѓа до признание дека некој факт кој што не е во полза на теза представена од, да речеме, друга страна, дека е тоа така. Ако е тоа така, тогаш се молчи, се избегнува или се дава некакво дополнение со изговор дека ама постојат и некои други документи кои што не се објавени, не е баш така. Така да значи ли тоа дека победниците ја пишуваат историјата? Во многу случаи, значи за историографски дел, за да не ја девалвираме како наука. Значи ние како историчари, како наука, нема посилна наука, токму тоа нас не водеше кон тоа да ставиме факсимили од документи. Значи и француски читатели, британски читатели, сите луѓе на планетава што разбираат француски или англиски, да можат да прочитаат, да видат што е и како е подпишано. И сами да си извлечат заклучок. Историјата се повторува. Многу често грешките што се правени во минатото ни доаѓаат, ако не се познаваат и ако не се прави обид да се исправат, се повторуваат. Најголемата полза на историската наука е да овозможи полесна иднина, односно во иднината да се чекори без грешки. Она што е како историја, како документ, секако дека ако не е научно негирано, дека има научна вредност. Конкретно се работи за книгата, во случајов Војна историја на Македонија, која што е објавена и на англиски јазик. До сега, верувајте, е прелистана од многу луѓе, од многу научници, од многу структури. Ниту една научна критика не е дадена дека нешто во таа книга не е како наука. Ви благодарам многу за целово ова излагање. Пријатно сум изненаден од вашата елоквентност и стручност и уште еден значи нема да бидете дефинитивно човек кој ќе живее во сенката на собствениот татко, кој навистина голем човек. И ќе замолам камерманот на крај со овој кадар да завршиме. Мене ми е и тука фасцинантно што гледајќи ве вас и по физиономија страшно многу си личите, а и по карактер. Слично говорите и по гримаси, многу сте наследиле таткови како да се клонира. Се надевам дека и во иднина. Почит кон Ванче Стојчев. Тоа беше се за вечерва, лека ноќ и пријатно.